Поголеми ингеренции ќе им се отстапат на општините во речиси сите области за да се постигне вистинска децентрализација, најави премиерот Зоран Заев. Тој рече дека за таа намена ќе им се отстапат и 100 милиони евра со што ќе се постигне спроведување на Законот за рамномерен регионален развој. Законот за рамномерен регионален развој значи 100 милиони евра дополнителни пари на општините од она што досега државата го спроведувала и од она што дополнително треба да го обезбедиме како орган. Тоа значи дека во иднина, штом ќе бидат подготвени капацитетите на општините, се надам до крајот на 2018 година ќе бидат подготвени, ќе се пренесат капиталните инвестиции за изградба на основни и средни училишта од Министерството за образование и наука на општините, изградбата на капиталните инвестиции на детските градинки, делот на здравствените домови како примарна и превентивна здравствена заштита, веројатно најголем дел од домовите на културата, освен оние што се од национален интерес, кои што ќе бидат задржани, огромен процент на домови на културата се уште се под Министерство за култура, тие треба да бидат симнати на локално ниво, одредени надлежности во управувањето на шумите, одредени надлежности во управувањето на земјоделското земјиште, планираме да пренесеме одредени надлежности во делот на изградбата на патиштата во Република Македонија, како би го зајакнале финансискиот капацитет за изградба на локалните патишта, каде што се надлежни самите општини, а посебно дури и регионалните патишта кои што имат регионален аспект, односно важност за еден од статистичките региони, без разлика кој е од 8-те во Република Македонија. Премиерот вели дека овие се неизбежни процеси и дека мора да се завршат, бидејќи на тој начин ќе се зголеми функционалноста на институциите и тие ќе можат да бидат во вистинска служба на граѓаните. Конечна цел е, кога ќе пренесеме овие огромни суми на пари, од 100 милиони евра, со овие многу значајни институции во Република Македонија, да граѓаните почувствуваат унапредување на услугите и унапредување на квалитетот на развојот на инфраструктурата, а не да биде кочница заради тоа што имаме и мали општини со многу помал капацитет, за кои што ќе им треба организација во делот на проектирањето, во делот на имплементирањето на одредени конкретни инфраструктурни проекти, но и организација во делот на менаџментот на одредени институции. На долг рок напредокот на децентрализацијата треба да ја зголеми транспарентноста, но и демократијата во функционирање на органите на државата. Според владата, на тој начин ќе се направи и поголема заштита на народните пари.